Патувачката изложба Ана Франк Историја за денес од 15 до 23 ноември оваа година ќе биде поставена во Музеот Западна Македонија во Нов Откичево. Изложбата представува збир од 39 изложбени панели кои носат бројни детали од животот на малата Ана и нејзиното семејство од Втората светска војна. Изложбата е отворена во Македонија во рамки на проектот Историја, повиест, лекции за сегашноста, а организатори се Младинскиот образовен форум и куќата на Ана Франк од Амстердам. Во изложбата има и панели кои се креирани посебно за македонскиот контекст во периодот по Втората светска војна до денес, а изработени од домашните експерти Мишо Докмановиќ и Бесни Кемини. Она што е особено интересно за овој проект е што изложбата ќе ја водат млади водечи, средношколци, кои што биле прилично на слична возраст како и малата Ана во времето кога таа го пишувала дневникот, и иако главниот фокус е ставен на дневникот, кој што е веќе лектира која што е задолжителна за самите ученици, сепак тие преку оваа призма можат да дознаат повеќе за целиот период, но и воопшто да видат како било да се живее како едно еврејско семејство за време на нацистичките злосторства. Проектот има за цел да го покрене вниманието и поттикне дискусија за настаните од блиското минато на Западен Балкан, кои се причина за различни поделби и генерирање на конфликти во минатиот век. Преку промовирање на критичко размислување за настани од историјата и нивното значење во современото време и случувања, целта на Ана Франк Хаус и партнерите е да се постигне помирување преку диалог за заедничкото минато. Она што ја прави оваа изложба поинаква е што водичи за посетителите се млади волонтери, средношколци кои поминале обука за да ја раскажат приказната на Ана Франк. Изложбата досега има посетено 40 на земји, а во Македонија отворањето беше во Министерството за надворешни работи во чест на одбележувањето на Меѓународниот ден на сеќавање на Холокаустот 27 јануари. Освен во Скопје, во текот на годината изложбата имаше можност да патува во Битола, Прилеп, Кавадарци, Неготино и Струмица, а ќе биде представена и во Тетово. Во рамки на проектот воден од куќата на Ана Франк, а во соработка со организациите МОВ, Хермес, Младинска иницијатива за човекови права и отворена комуникација, истата е достапна за младите од Македонија, Хрватска, Босна и Херцеговина и Србија. Во Македонија изложбата доби поддршка од Министерството за надворешни работи, Министерството за култура, Меморијалниот центар на Холокаустот на евреите од Македонија и амбасадата на Кралството Холандија.